Секој возрастен има во просек од 20 до 40 бенки. Некои луѓе не ги ни забележуваат, но кај други представуваат постојан извор на стрес. Што ако е опасна? Ако ја чепнам, ќе добијам рак. Постојат многу митови за бенките, кои можат да нанесат голема штета. Токму затоа неопходно е да бидат срушени. Еве како. Ако ја повредиш бенката, ќе се развие рак. Неточно. Самата повреда не ја прави бенката канцерогена. Но ако некоја бенка често се повредува, крвари или се менува, време е да посетите дерматолог. Сите карциноми на кожа почнуваат од бенка. Делумно точно, меланомот може да се развие од бенка, но само во 1/3 од случаите. Испакнатите бенки се поопасни од рамните. Не е вистина. Испакнатите бенки се само поподложни на повреди, но не значи дека се поопасни. Ако ја отстранам бенката, ќе добијам рак на кожа. Напротив, ако некоја бенка е сомнителна, подобро е да се отстрани навреме за да се спречи поголем проблем. Нема никаков ризик во отстранувањето на бенките. Ако ги отстранам сите бенки, нема да добијам рак на кожа. Логично звучи, но не е точно. Повеќето меланоми не се развиваат од бенка, туку на чиста кожа. Бенката се менува, но ја имам цел живот. Не ме боли, не ме чеша, не е ништо. Ако бенката се менува во боја, големина или облик, проверете ја. Значи паника не. Игнорирање уште помалку. Само преглед еднаш месечно, а ако нешто ве загрижува, веднаш посетете дерматолог.